Турција најави дека новите мерки за ограничување на работното време во рестораните и кафелињата, како и воведувањето делумен карантин за викендот ќе стапат на сила вечерта на 20 ноември, според изјавата на министерот за внатрешни работи. Ресторани, кафелиња, трговски центри и фризерски салони ќе можат да работат од 7 до 17 часот, се вели во соопштението, додека рестораните и кафелињата ќе бидат отворени само за услуги за достава на храна. Според новите забрани кои стапуваат на сила од петок во 17 часот. Киносалите ќе бидат затворени до крајот на годината. Владата соопшти дека ќе воведе и построги мерки против коронавирусот поради зголемувањето на случаите во последните неколку недели. Анкара во вторникот извести за 3819 нови симптоматски случаи и 103 смртни случаи поврзани со COVID-19 во земјата, со што вкупниот број на жртви достигна 11704. Соединетите Американски држави вчера како дел од борбата против пандемијата итно одобрија ставање на пазарот на брз тест за лична употреба за откривање на ковид, кој дава резултат за 30 минути. Американската агенција за лекови го одобри тој назален тест кој може да го користи секој кој има 14 години и повеќе, доколку се сомнева на инфекција со коронавирусот. Приборот кој го произведува една фармацевтска компанија може да се набави со рецепт на лекар и чини помалку од $50. И тоа е првиот тест што секој може да го направи сам дома и да го прочита истиот. Епидемијата на COVID-19 се шири во САД, а со тоа и недостасува маската N95. Овие се маски кои неодамна се користат за заштита од смог, издувен газ, гасови за согорување и прашина. Американските залихи полека исчезнуваат, а многу граѓани се принудени да се самоуправуваат, пренесува USA Today. Милион американци шијат заштитни маски од рециклирана тканина и други материјали. Експертите велат дека алтернативните методи не се доволно ефикасни, но може да го спречат ширењето на индивидуалните бактерии. Сепак некои не се дизајнирани да го спречат пренесувањето на коронавирусот. Единствената маска признаена од страна на Американските центри за контрола на болести како ефикасно средство за заштита е маската N95. Сите други направени дома може да послужат како заштита од допирање на лицето, вели асистентот на Националната гарда Њујорк, капетанот Майкл Дойл.